ако постои одговорност, морална одговорност, како во цел свет што постои, која ќе претрпиш пораз на избори, треба се повлечеш. Сега гледаме дека представникот на македонската опозиција вели не доаѓа предвид никаква оставка, дека ќе реформира партијата и така натака. Кога се губат избори, прво и основно се даде оставка. А ова дуи факти дека ги изгуби изборите и тоа мислам не е дилема, не е прашање на личен афинитет, него прашање на морал. Покрај толку долго владење, една толку лоша реторика, која што за среќа не ја прифати албанскиот корпус, односно албанската етничка заедница, оти наративот беше или победуваме или се фаќаме за пушките. Добро е што во Македонија таа тенденција веќе не е можно. Ниту можете македонците, ниту албанците да ги натерате, ниту било кој друг да се фати за оружје, за нешто што се решава на маса. Така да во Македонија етничка војна не е можна, од причина што таа веќе заврши. Замислете дуј да изгубеше, пример, или да го ставиме во опозиција, или да го ставиме со 20.000 гласови во пред 10 или 15 години. Ние ќе мислевме дека тука ќе ја почнат тие војната. Денеска тие изгубија 2024 ги оставивме во опозиција, односно владата, сегашната влада, и сега се мобилизира од сите страни народот, без разлика дали се македонци, албанци, турци, власи и така натаму, и ги победивме. Тие знаете што сака. Денеска сака да направи вчера, односно со тие гласови денеска да му пат политички атентат на државата. Некои велат сега од различната диоптрија дека владачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМН е паднала за околу 140.000 гласови во однос на минатогодишните парламентарни избори, но ВМРО-ДПМН е апсолутен победник во главниот град Скопје, скопските општини со исклучок на општина Центар и општина Карпош, каде што се очекува интересна битка во вториот круг и низ сите поголеми општини во републиката.